Почитувани граѓани, денес го откриваме целиот скандал со луксузните патувања за Вашингтон на Мицкоски и министрите. Мицкоски, човекот познат по часовниците од 60.000 евра, влегол во улога на султан, па решил парите на граѓаните да ги троши за собствени луксузирања. Откако со денови молчи за скандалозното патување со синот на фамилиарна прошетка за Вашингтон, сега веќе 2 дена молчи и за цената на удобната бизнис класа со која патувал за Вашингтон. Изгледа не можел Мицкоски да патува со економска класа и истовремено да носи часовник од 10.000 евра. Денеска, почитувани, ја откриваме точната сума на нарачаните карти за него, а за да биде скандалот уште поголем, дознаваме и дека сите негови министри патувале со бизнис класа. Бизнисмените од владата, кои патем милуваат да кажат дека се луѓе од народот, потрошиле сите поединечно помеѓу 4.000 и 5.000 евра само за билетите од бизнис класа. Според нашите информации, за Христијан Мицкоски е извршена нарачка на бизнис карта, цена на повратен билет 237.072 денари или 4.000 евра. Да биде скандалот уште поголем, тоа не е најскапата карта која е платена за ова патување. Па така, картата на министерот за одбрана, Владо Мисајловски, е платена дури 280.000 денари, а останатите две карти на Панче Тошковски и Тимчо Муцунски се платени околу 4.500 евра секоја. Речиси 20.000 евра ги чини граѓаните само удобното патување на министрите и Мицкоски за Вашингтон. Ова ли е тоа душманско трошење на буџетот за кое секој ден беседи Мицкоски? Има ли образ да излезе и да ги оправда овие суми, додека зборува за домаќинско работење? Затоа ли Тимчо Муцунски со денови ги крие трошоците кои се направени на ова патување? Прашуваме, колку пари се потрошени по хотели и други трошоци на државна сметка? Почитувани, ВМРО ДПМН ги потценува граѓаните. Нема ден, а да не се разобличат лагите и лажните ветувања од кампањата. Ветуваат домаќинско работење, се луксузираат со бизнис класи. Ветуваат транспарентност, а еве ги гледаме, се кријат од јавноста овие денови. Ветуваа борба против криминал и корупција, а генералниот секретар на владата, Јанушев, молчи за 325.000 евра поклон, кој го добил како градежно земјиште во Центар. СДСМ, почитувани, грешеше кога велеше дека ВМРО ДПМН ќе биде само обична копија на претходното ВМРО ДПМН. Ова е далеку полошо, поизмамничко и понечесно. Прашуваме, ќе реагираат ли конечно институциите на сите обвинувања и скандали? Кога ќе се произнесат и основното јавно обвинителство и Државната комисија за спречување корупција за сите наводи кои СДСМ ги си соопштува во јавноста во изминатиот период? Граѓаните бараа промени, а ова што го добија е злосторничко здружение на манипуланти. Ви благодарам.